Писмо или глава, црно или бело, курто или мурто. Значи ние во Скопје, тука немаме видено француски предлог. Ги работев сите тие документи, заедно со многу други. Францускиот предлог на крај со Макрон директно на тие 2-3 точки јас го работев. Значи ние во Скопје, тука немаме видено француски предлог. Ги работев сите тие документи, заедно со многу други. Францускиот предлог на крај со Макрон директно на тие 2-3 точки јас го работев. Имавме често моабети за името. Ќе го смениш името и никој нема да знае и утре ќе се викаме не знам како. Не може. Мора да дојдеш во институциите. Во тој момент ја ви тврдам, сите што беа до последен десетици и десетици илјади луѓе во мај, на 17 мај. И сите слободарски граѓани, колку год да звучи како фраза, душата ќе му извадат на тој што евентуално би го потпишал тоа. Нема да го остат у таа фотелја у која е. Значи ја не се сомневам, мислам дека шанси нема за такво нешто, али ако има, во интерес на нашата заедничка иднина, ние мора да му земеме мерка на тој човек или на тие луѓе. Марика лета со авион. Ама и Стево председателот лета. Поточно, него го летаат бугарите. Слаба точка му се бугарите. Борисов му е љубави голема невозвратена, а бугарскиот председател Радев го лета каде сака и како сака, со неговиот председателски авион. Бугарски. Што време, не време. И во ова време, не време, кога бугарите бришат пот со нас, кога ги побугарчуваат Кирил и Методија и македонскиот јазик и азбука, Стево ја прифати понудата на Радев да се повози на неговиот авион. Да се повози до Ватикан. Баш на чествувањето на двајцата браќа просветители. Како ние да немаме наш авион мајката. А имаме? Па што знам јас? Не може да немаме, си викам, сепак сме држава. А држава сме стварно? Добро, може имаме авион, ама сигурно е расипан или нема гориво, а може му е дупната едната гума, па не знам, дреме тамо во некоја гаража, немаат резерва, може нашиве. А може имаме авион, нема дупнати гуми, ама немаме пилот во авионот и тоа може да е причината. И шо да правиш да си на местото на Стево, нели во тој случај? Па мора да се снаоѓаш, ама баш со авионот на бугарскиот председател ли мораше да лета, со авионот на Радев. Истиот оној Радев кој не пропушта можност да каже дека сме бугари, дека јазикот ни е бугарски дијалект и дека сме создадени од коминтерновската епрувета на Тито во 1944 година. На овој тип му дозволи да те лета, бе, љубави. На овој тип ме заебаваш. Не, стварно ме заебаваш. И добра, ај кажи како беше летот со Радев, а? Небото сигурно беше мирно по прашање за ветото и потеклото на Гоце Делчев, или може би за време на летот ве тресеа турбуленции кога ви играше некоја бугарска стюардеса на шипка. Чекај, само да те прашам, ти, љубави, седеше до Радев за време на летот или онака те бапнаа кај куферите во багажникот? Оти со бугариве никогаш не си на чисто. А може немаше слободно место ни кај куферите, ниту кај патниците, па Радев мораше да те седне на... Не, сега не сакам да бидеме булгарни, односно безобразни, да? Уште ли не ги научивте бугарите, бе, љубави? Изгледа Господ кој делел достоинство и патриотизам вас ве држал заклучени во подрум. Освен ако бугарската стюардеса играла на шипка, не гледам друга причина зошто ти би влегол во бугарски авион. Подобро со тротинет да тргнеше во Ватикан. Малку ќе се помачеше до душа, тој ќе ти излезеше душа, ама па вака исто си ко без душа. И без топки волнени. А во политиката ништо не се добива без пар топки волнени. Ништо. Добро, и? Еве стигнавте со Радев во Ватикан со неговиот авион. И после, После Стево му го даде новиот дрес на македонската фудбалска репрезентација на папата на кој пишуваше Папа Франциск. Со К на крајот. А папата е Францис. Не се чита тоа К. Не е ковид прашање од тоа К-то се закашлав. Ама на овие утнативе од протоколот, што беа полака и заев у влада и утнаа се што можеше да се утне, изгледа оваа утка им беше ко погодена. Една буква кон една. Шо има везе?
Па какви што се можеа на грбот да напишат на дресот и Папа was a Rolling Stone. Или да напишат Папа Николау Тест, и тоа може. Остај ги бе, само едно К утнале бе, добро е бе, може ли боите да ги утнат ко вас е флексибл во спотот за Евровизија, па после да се вада дека тоа било уметничка инсталација, нели? Стево Гарант му рекол на Папава: "Љубави, ти го поклањам овој дрес да си го облечеш, можеш и од озгора на тога, мислам на мантијата кој ќе игра нашата земја на европското, нели, пошто Аргентина твоја, пошто Папава нели аргентинец, пошто Аргентина твоја бе, замисли бе, не игра на европското бе. Не успеа да се пласира на европско и ти сега, драг Папа, немаш за кого да навиваш." Лили. Ау, Стево на Папата му направи со ова за аргентинскава репрезентација таков тонж, така му фати сеир на Папава, мислам така Папава се осети малку непријатно што Аргентина не се пласирала на европското. Ако имаше воопшто поим, нели, за какво европско му зборува Стево, ти Папава е човек во години, лева рака е на Свети Петар, кај има тој време фудбал да гледа на толку несреќни, гладни и ковидосани по светов. Абе нема време. И така Стево му го даде дресот и сигурно му рече: "Баце, само облечи го кој играме, не мора да ја пееш химната, зашто некои кај нас и не ја пеат, а има и некои па ја пеат, ама скрос ја утињаат. А има во нашава химна до душа нешто така гоце, моце, шуми, гори, езера, реки, ама тоа не е битно, Папа. Кога ситници како химна биле битни, најважно е дека те поздрави Зоки, мојот шеф, многу те поздрави и рече да навиваш за нас против Холандија, зашто после Бугарија со нив ке имаме спор, со холанѓаните ке имаме спор. Да бе, ако бугарите ни го тргнат ветото, некојаш после Гарант холанѓани веќе ни стаат вето за марихуаната, но или им влегуваме во пазар. Му викав ја на Зоќе да садиме лалиња, ама он вика: "Ја што ти личам бе тебе, кај се видело лале да се пуши." Мислам, ја кажи му на Папата да навива за нас, ети дрес му однесе, ама сте го пишале на кирилица. А ја ќе му се јавам лично да телефон, знам ја латински, мислам, тоа е она што се пише на латиница, сум учел заедно со англискиот и го зборам као англискиот, мислам. И следниот пат, не му носи тие глупите дресови што се носат врз бела кошула. Однесе му железни опинци. Тоа е вистински сувенир, символизира колку ние како народ сме упорни во решавањето на европските проблеми. Па ја еве, на пример, кој ќе решам некој проблем, па то бетон бе, па се е бетонирано бе. И така Стево везел за најважни споредни работи, а Папава само трепкал со очињата и барал помош од сите, ама најмногу од Свети Петар, да го спаси побрзо од Ликов. И Стево видел дека Тенка му е приказнава кој секогаш, па го оставил Бугаринов Радев да си позборува со Папата за државнички работи, нели, околу Кирил и Методи, бидејќи Стево изгледа таму беше отиден во Ватикан само дресот да му го однесе и поракава од Зоќе Заев. И после се дозна дека на враќање Радев го прашал Стево, нели, кај да гостават, а овој рекол: "Вози ме за Софија, од ја после од таму ќе си фатам пешки да си се прошетам малце, да се надишам воздух, нели?" Радев мислел дека овој нешто го прца и одма сакал да го симне од авионот, ама еден од советниците му рекол дека не е добро што некој што се вика Стевчо или Стево, нели, да го симне од авионот пред полетување, не е културно, не е убаво. После тоа Радев бил пак бледозелен, додека у авион Стево раскажувал вицови за тоа како седеле со Бранко и пиеле виски, а кога Стево се опил после првата коцка мраз, а Бранко бил трезен после 3 флаши виски, и така се додека не слетале во Скопје. А Папава Франциск посредбата со Стево го закачил вела дресот во шифонерот и на него напишал како подсетник: "Овој дрес да го облечам кога ќе игра Македонија против Австрија, зашто оној Курц повеќе не ме прави среќен." Зоќе Заев на син му Дуле за полнолетство му отворил фирма за производство на електрична енергија. Тоа е затоа што Зоки многу си го сака своето дете. А ние останатава ситна боранија, за разлика од Зоки, ние не си ги сакаме децата. Ние си ги тепаме со закачалка и затоа сите си ги избркавме од дома. Правец во белиот свет да заработуваат, а не овде каде ни сметаат, тука да ни се маткаат меѓу нозе.
Нема зашто овде да блескаат во економијата. За 4 години, колку што Зоќе неовластено беше премиер на дип шитот, 200.000 наши деца отидоа во Европа и Америка, а некои и понатаму. Сургун чопек, auf Wiedersehen. Си позајмија пари, си ги собра парталите, не се исплаши од короната и си заминаа од темниот вилает на Зоќи, Заев и неговото судство, парламент и полиција. Само кондурите им ги оставивме овде. Ако Шеќеринска организира некаква журка на плоштад, да ги наредиме кондурите пред владата, за да можат невладините да лажат по белиот свет, како режимот ги избркал и сега нема кој да го гласа дуи и СДСМ најдемократските владетели во Европа и понатам. Сургун чопек auf Wiedersehen. Само не ми е јасно зашто Зоќе не му отворил на син му фирма за корнишони како што е фамилиарната традиција, туку за производство на струја, бе. И после ми текна. Му било глупо кога ќе се јавува за тендерите и кога ќе опрашаат зашто се јавил да им рече па те барам, братче, за крастајците. Па не му личи на Зоќе да испраја криви крастајци. Тој е бизнисмен од висок ранг. Кривите крастајци од 250 денари му ги остави на соголениот народ да ги шмука. Тоест да ги јаде со гледање преку излог. Се фати Зоќе за струјата. Прво ја поскапе, па потоа отвори фирма да не му се мучи детево кој нашиве деца у странство. Или тука што се како што се мачат по фабриките и овие кафиќите за 18.000 поново, нали? Пардон, само Дуле не е дете. Да се разбереме. Деловно е способен, има 18 години. Така да од сега, така и ќе му се обраќаме. Бизнисменот Душко Заев. Ви се молам. И не е точно дека нема врска со бизнисот со струјата. Кога дедо му уште на времето имаше патентирано струја без плаќање, дури и патентот му беше потврден со судска пресуда, ако ме разбирате што сакам да ви кажам. Нали? А и татко му Зоќе има врска со производство на струја. Нели струјата оди во Македонија, пардон, во Северна Македонија по жици, а Зоќе не молеше да не му ја пипаме жицата. Мислам, жицата македонска, сакал да каже. Не пипајте, ќе нема дете во леп да јаде. Мора нешто да работи, што и да е. Струја, мислам, кој ти дава. Аман више од тие крастајци, па досадно е. Само крастајци да продаш, за крастајци да се фаќаш цел живот. Крастајца, овде крастајца, онде крастајца, крастајца. Не оди, досадно е. Кога вашите деца мораа да емигрираат, кога Пендаровски рече дека и он да не бил председател ќе си одел од Вука Јабинава, па нели е греото и Дуле Заев да си оди? Ви се молам, нали? Сургун чопек auf Wiedersehen. Нека остане младичот и нека ни буфта струја по нови цени. Битно е да дрма добро, а и струјата и марихуаната дрмаат здраво. И кеш има, бе! Па греото е без пари да работи, ко децава наши по кафичиве, нели на функционериве што ги отворија. А и фирмава ја крстиле со мерак, бе! Абе, поетски! Total Energy. Цело е кога има се. И тоа се е само за Зоќе, ништо за другите. Тотално се. Кога тотално ќе ја сјебеш државата, кога тотално ќе смениш се, кога народот тотално ќе го осиромашиш, кога тотално ќе ја изгуби тој народ надежта, тогаш се појавува Total Energy. Фати жица. Целата енергија е од тука. Тотално сите тендери. Или ќе оставите нешто и за Кочо, а? За Кочо ти има нешто, а? За Кочо. И за овој од Дуи што ве бркаше со пиштоли, има и за него, а? Има. Мора и за него, бе, тотално барем 25%, па Македонија да оди тотално у курац. Пардон, мислам, Северна